На 11 минути после 12 часот го започнуваме третиот час од денешното Плей кафе на Плей радио. Продолжуваме понатаму со емисијата. Ви најавив дека ќе имаме и гостин. Во петок 29 април во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид ќе се одржи голем настан со познатиот актер и комичар Бојан Велевски за охридската, струшката, кичевската и ресенската публика. Бојан подготвува стендап спешал, односно најдобрите од неговите досегашни 400 стендап настапи. Тоа е 10 години кариера. Организаторите ветија смеење на секои 20 секунди, но ова е само кратка најава. За деталите дознаваме токму од Бојан. Бојан, поздрав од Струга и од студиото на Плей радио. Ти благодарам што одвоим време за овој разговор. Има можност да ги поздравиш стружани кои што во петок треба да направат сериозна инвазија со доаѓање во Охрид. Пак ми се најавите, ти благодарам за поканата, имаш прекрасна енергија. Драго ми е што на овие регионални радија имаме вака квалитетни водители, видиш, мислам дека со ваков водител треба Струга да зрачи национално. Греот е така да остане. Јас многу ти благодарам за убавите зборови. Тоа е затоа што чувствувам енергија на другите луѓе, така што обострана е енергијата. Да започнеме со она што велиме дека е сублимација на најдоброто од тебе, со оглед на тоа дека твои се сите текстови, односно цел тој стендап материјал, сите ти се подеднакво драги, а сега реши по свој кејф, како што кажа, да направиш една сублимација, односно избор од најдобро. Како се прави избор на најдоброто од најдоброто? Па имам, тука ми е лесната задачата, бидејќи пред 2019 година, тоа е декември месец и пол два пред коронава, да почне во Скопје, исто во едно диско, направив еден таков настап за мој кејф и не бирав ништо, не се спремав уопште, туку само застанав и една по една идеја. Како ми доаѓа порите, реков, ајде ќе останам, бидејќи материјалот е мој, јас го напишам, си го знам. Да, затоа и прашувам, да. И едноставно решив да се погоди на тој настап, беше стварно исполнето диското до последен конјок кој буквално, и се погоди публика која што, ајде да не речам, едно 50% веќе биле на мој настап низ Скопје. Дел имаше и луѓе од натрешната нормално, кои што се живеат тука, кои што били и на некои настапи, да речеме, во некои наши туристички центри, например со настапало, да речеме, у Крушево, и во јануар месец во Крушево си е пример цела Македонија, нели? Так. И се погоди да пола од настапот беа фори што јас си ги избрав у такси, тој идев на настап, а другата половина беше од публиката. Значи, пошто осети дека горе-долу тука се луѓето го знаат материјалот или на делот на стапите били и ги прашував добро која фора сакате да ја чуете. И фактички публиката на тој настап ми го селектираше најдоброто. Така да веќе знам со што ќе дојдам, бидејќи се потсетив на тој настап, ги ставив форите на лист хартија, како потсетник нормално, и она што ќе го види публиката во Охрид, нормално од околните градови ќе се дадат луѓето, бидејќи ова ќе биде таков настан регионален, ќе уживаат оноку што ќе уживам јас. А ако уживам јас, на публиката ќе биде два пати поубаво. Така, дефинитивно е токму тоа, ако тој што е на сцената знае добро да ја пренесе енергијата, тогаш токму и нему му е дупло поубаво на публиката и обратно. Ајде да позборуваме за односно стендап комедијата како форма, малку ќе ја тргнам на страна, затоа што ти си професионален актер, своевремено дипломираше на Факултетот за драмски уметности. Ако се вратиме уште од твоето рано детство, ти си Ице од наше мало, ти си Конде од големи и мали, една серија која што мене ми е посебно драга, имаш успешни филмски остварувања, глумеше и во познати ТВ серии, во едно сосема поинакво, да речеме, подобро време. Дали сега имаш такви предизвици со оглед на тоа дека ТВ серии скоро и да ги нема во овој период во Македонија? Да, осим преспав друго и не се работи. Тоа што се сработи пред 2-3 години беше колку да се сработи, или беше на еден вид на пропаганда. Нешто во што јас не би сакал да учествувам, иако имав и некои разговори, сепак кога ги видов сценаријата се повлеков. Така да си дозволувам да со оглед на искуството и годините кои што сум ги поминал пред камера, си дозволувам и да
да одбијам, тоа не е ароганција, туку е едноставно доаѓаш во еден дел од кариерата кога веќе почнуваш да гледаш што е за тебе, што не е. Како млад актер сум работел некои работи од кои што денеска си викам како сум можел тоа да го работам. Нели нормално е тоа? Да, но од друга страна, ако не сте го работеле тогаш, тоа денеска немаше да бидете созран на овој начин, сите тие приказни си имаат зошто, барем јас така мислам. Да, нема да знаеш после што е добро, што е лошо, тука си управо. Али, у принцип, сега, например, би работел некој телевизиски проект, но за жал кај нас сета 8 пресов, која што е успешна, максимално успешна серија, ние на повидок и немаме нешто друго, но се надевам дека ќе се вратат оние времиња од пред 7-8 години, 10, кога сериозно се вложуваше во филмската култура, се снимаа доста филми. Тоа е веќе на ниво на политика, сепак треба и политиката малку да обрне внимание. Во тоа време имаше повеќе внимание на културата, денеска тоа е на некое ниво, колку да се рече, и така. Не сме ние криви до толку што се бавиме со оваа индустрија, колку што самата држава не ни обрнува многу внимание. Така, кога станува збор за стендап комедијата, сам велиш дека тоа ти е хоби со кое што се занимаваш професионално. Јас морам да се вратам на таа 2012 година, со оглед на тоа дека ти беше првиот стендап комичар од Македонија, кој што застана во тој најпознат стендап клуб на Балканот, Студио Смеха во Хрватска. Кажи ми, со оглед на тоа дека имаш искуство и надвор од Македонија и во Македонија, и покрај ова стресно живење кој што го имаме и многу предизвици, почнувајќи од корона па од други општествени прилики и неприлики, знае ли македонскиот и балканскиот народ да ги тргне сите проблеми на страна и да се смее од срце како некогаш? Што ти кажам, у принцип еве сега ќе го земам овој настан во Охрид. Веќе имам еден куп пораки и коментари, што на Facebook, што на Instagram, што во инбокс, некои на Viber мина, пошто мојот телефон е ставен. Имаме телефон таму на страната кој што си е активен за бизнис, за работа. Таму стигат пораки, прошуваат кога ќе одиш ваму, кога ќе одиш таму. Значи, луѓето некако... Тоа им е потребно. Да, еве сега видовме и за Великден. Значи, ова беше прв Великден после 2-3 години да се собереме на едно место, се осети таа масовност, таа желба, таа потреба луѓето да се измешаат и во нешто друго. Не дека порано не било, но некако оваа година имаше посебна енергија низ црквите, низ Македонија, низ манастирите, се осеќа тоа. Еве сега во Охрид јас го чувствувам, значи чувствувам една енергија кај луѓето. Веќе имам преку 2-30 пораки, например, за Прилеп. Еве сега позитивен притисок се врши за Прилеп, веќе сме влезени во некоја почетна фаза на преговори и разговори да направиме еден исти ваков настан и таму голем, кој што ќе биде исто така регионален. Така да мислам дека на луѓето дефинитивно име веќе преку глава се и сакаат малку да излезат, но сепак турнејата ние ќе оставиме за септември-октомври. Так. Иако ја чувствувам таа енергија сега кај луѓето, тоа што ме прашуваш, да. Во моментов на луѓето, посебно со оваа криза што не се случува, им е важно само да на момент барем заборават на све што не се дешава. Така, од она што можам како атмосфера за твојот настан во петок да најавам за Струга и Охрид е дека интересот е голем и ќе доделиме и гратис билети за сите оние кои што не слушаат, подоцна ќе им ја објаснам процедурата, со оглед на тоа дека прв пат разговараме, знам дека одам од тема на тема, но човек во Македонија во денешно време ретко има многу квалитетни соговорници како што си ти. Ќе позборуваме за твојата улога на социјалните мрежи, затоа што освен што ги засмејуваш луѓето, обработуваш битни општествени теми, сметаш ли дека успеваш да направиш промена на тој начин? Промена. Можеби некои луѓе од страна го доживуваат тоа како сериозно влијание, не знам, меѓутоа мислам дека повеќе можеме ние кои што сме малку повлијателни на социјалните мрежи, можеби повеќе можеме да придонесеме за освестување на некои работи кај луѓето, да малку да ја освестиме нацијата за некои работи, но пак е тоа краткорочно. За подигање на свеста во некои области мислам дека можеме да придонесеме. И мислам дека тоа влијание не е некое енормно, но не треба ни да се занемари. Не треба од уметниците, посебно од секаков вид уметници, не треба да се занемари, токму затоа ја отворив оваа тема.
Да, у принцип јас Фејсбукот и стендапот генерално како израз и Фејсбукот како социјална мрежа не е нешто од кое што јас живеам или тоа е нешто што ме како да ти кажам го правам за да заработам и да преживеам. Јас работам сосема други работи и ова ми е, како што и самата кажа, сум го изјавил повеќе пати едно хоби кое што го работам професионално. Фејсбукот е нешто кое што, еве, например, немав напишано ништо 6-7 дена пред 1-2-3 месеци. Ништо не напишав 6-7 дена и веќе добив 10 пораки зошто не пишувам, зошто ме нема на улица, ме сретнуваат луѓе, ме прашуваат, абе, не те гледам на Фејсбук, што се случи, ме разбираш, страната е изгасив на 3-4 дена и почна луѓе на телефон да ми се јават да не ми се десило нешто. Така е, ете го влијанието и тоа колку им е потребно да бидат такви ликови како тебе присутни и во таа хумористична, но и во поинаква посериозна страна. Од таа хумористичната, Бојан, морам да те прашам дали успеа да ги научиш луѓето дека поентата на вербата не е пишување амин на слики со икони. Се обидуваш многу долго време, ама уште ги има. Објасни ми. Не, те молам, не. Види, јас не можам да објаснам. Некој мене треба да ми објасни зошто. Види, имам и луѓе во мојот окружување. Значи, еве, имам нешто и на работа, некои постари жени, така, постари. Пак не се постари, се млади жени, јас се чудам. Имам една пријателка, прилично е така помлада, не е стара, значи има 40 години, значи малку постара од мене. Јас имам 34, таа има 10 години постара од мене, на генерација, фактички генерација нешто. Постара е жената, пишува амин, викам, добро. Сонја се викам, добро бе, Сонјче, што прешто тој аминот, објасни. Не ве разбирам. Така. Значи, што вика Туфичево, значи, не разбирам, значи, како да ти речам, не разбирам. И ти објасни колешката, за да знаеме другата страна, да ја знаеме. Ме гледа бледо, вика така ми иде, не знам како да кажам, шо ти иде, ако ти иде, баш тука, кај што дружиме, кај што седиме, значи имаме црква на 100 метра, соборен храм, ние на 100 метра, мене ти го соборниот храм. Од цела Македонија, викам, од цело Скопје доаѓаат да овдека да влезат, викам, мене ти го тука ти. Ако ти иде, стани, иди, запали свеќе, остај, париче и врати се. Че не разбирам. Амин ќе пишуваме. Па уште, ај тие, овие се најаки. Доприја сликата за Бог да влезе во твојот дом. И овие допираат сликата. Не разбирам, човече, стварно ми е... Добро сега, секој си има, окей, си има луѓе, види, има и луѓе што се постари, што не патат толку социјални мрежи, што само седат, не разбираат многу, ама па тие ни ги бркаат младиве од со такви глупости, ни бега младинава на TikTok, разбираш? Да, и за тоа бегаат од Facebook, за тоа имаш навистина одличен клип имаш за тоа. Ето, за тоа, ако некој сака да го види, нека оди кај мене, нека пише Бојан Велевски TikTok и ќе му искочи. Така. Сум нервозен од тој клип. Бојан, да се вратиме на стендапот, да ги поканиш сите оние кои што сакаат да дојдат и секако на кој начин можат да набават билети и да ни го поздравиш момчето кое што те тера подхитно да го носиш во Ситимо. Малиот, да. Добро, со Ситимо поднамаливме, сега имаме тука, нели, на Вардар имаме брод имаме 1-2 тие, што што влече напред, 2 брода имаме такви. И сега ме тера на бродот да идеме цело. Така да сменивме локација. Добро, ама битно подитно вели дека треба да одите. Да, подитно. Тоа е најбитно. Инаку да ги поканам луѓето, значи у петок сме во Охрид. Решивме да работиме малку поинаку од оваа година, бидејќи влегов и во нова продукција, во New Chapter, работам со на малку посериозно ниво, почнавме да работиме, малку се заангажиравме да и маркетиншки и генерално се да биде малку поинаку. Така да сега доаѓам во Охрид на покана на Центарот за култура, односно на театарот Григор Прличев, а инаку секако ни беше во план да дојдеме во Охрид во септември и ќе дојдеме пак, но за сите оние кои што се од околината, значи Струга, прво Струга да ја спомнеме, Кичево, Ресен и нормално Охрид, сакам да знаете дека ова ќе биде единствен настап до септември таму и кога ќе дојдам повторно на есен, повторно тоа ќе биде во Охрид и повторно ќе биде регионален настан, бидејќи така решиме да направиме само 10 или 12 поголеми настани, а здравје понатаму, ако има интерес доволно, можеби ќе направиме
и реприза, но во останатите градови. Сега за сега сме концентрирани ново да видиме вака како ќе помине. Касата е 200 денари, се продава во билетарата на Григор Прличев и сега броевите на памет не ги знам. Броевите ќе ги кажам јас во следниот влез во оваа емисија. Броевите се ако доаѓате од Струга, нели, или од Кичево, не сте во Охрид, а сакате да имате карта за сигурно, да се јават на телефон, да си резервираат билет и таму ќе им кажат во рокот ден-два да си ги земат додека важи резервацијата. Така, многу ти благодарам за овој разговор. Ние како екипа на Play Radio со задоволство ќе бидеме во петок во Центарот за култура Григор Прличев да го проследиме твојот настап. Јас верувам дека наскоро ќе ни бидеш гостин и овде во студиото и дека можеби Струга ќе влезе во агендата. Имаме една прекрасна убава сала која што ќе биде полна, верувам. Во некоја следна прилика. Сум ја полнел еднаш и таа у ноември месец. Така? 2015. 2015 имавме околу 300-400 карти. Не беше фул, ама беше убаво. Така, ќе биде убаво доколку влезе во турнејата некој следен пат, но секако стружани ќе дојдат во Охрид во петок. Да, имам такви најави. Благодарам на сите што ми пратија пораки од Струга, што се најавија. Веќе знам дека едно 7-8 коли сигурно ќе има. Така да ми е драго што има интерес и од Струга и се надевам ќе се дружиме во петок. Па и на тебе за поканата. Така, многу ти благодарам. Продолжуваме ние понатаму. Ова е Play Cafe на Play Radio. Разговаравме со Бојан Велевски, актер и стендап комичар. Продолжуваме со Џон Мајер.